очигледно дека времето кое што и беше дадено на специјалната јавна обвинителка и воопшто на тимот на Јанева да го направи она што е согласно законот надлежност и работа кое што требаше да ја заврши во рок од 18 месеци е тесно и е мало. Тоа време и сега е потребна нова временска рамка, тоа значи нови пари, нов буџет и се она што оди заедно со сите привилегии утврдени во закон. Мислам дека апсолутно не е коректно ниту до граѓаните да бара проширување на својот мандат, уште помалку до, би рекла, политичките лидери да ги става во тесно и да го кршат договорот од пржено, кога нешто е договорено помеѓу четирите лидери плюс представниците од меѓународната заедница, мислам дека апсолутно треба да се почитува, бидејќи секое прекршување на договореното од една страна ќе значи можности за прекршување од друга, трета, четврта, пета и така натаму страна и тоа ќе оди до недоглед. Рокот е 18 месеци, имаше тим кој што беше со 2 обвинителя плюс, би рекла, нели, во игра, меѓутоа самата одлучи без при тоа да каже зошто тоа го направи да ги тргне двете јавни обвинителки, што значи дека таа самата процени дека може сите предмети што и беа, нели, дадени во нејзина надлежност да ги соодветно да постапи по нив во рокот кој што и беше утврден во законот. Значи во тој дел апсолутно не се согласувам со незиното барање за пролонгирање на рокот, бидејќи после тоа може да следи уште едно пролонгирање и слично, а без при тоа да видиме некои конкретни активности кои што би оделе во прилог на тезата дека таа навистина се бори за правично, праведно и фер постапување. Не само кон функционерите на ВМРО ДПМН, значи тој селективен пристап е, нели, ја загрозува професионалноста и објективноста, туку и за некој политички функционер кој што е од другата страна, од СДСМ или од некоја друга политичка партија. Во однос на законот за заштитени сведоци, исто така мислам дека не треба да се донесе, затоа што актуелниот закон за кривична постапка, оној новиот, доразработениот и така натаму согласен со сите европски стандарди, дава доволна заштита на сведоци. Неколку члена разработуваат заштитата на сведоците, како во претходна постапка, така и на главна расправа во суд. Така што мислам дека секое друго, би рекла, зголемување на надлежноста на специјалното јавно обвинителство, посебни заштити да дава, е излегување надвор од она што казнено-правниот систем го дозволува во Република Македонија. Дали мислите дека е законски и деловнички повторно да се врати во собраниска процедура законот за специјалното јавно обвинителство? Ова прашање доста актуелно, би рекла, не само во врска со, нели, последниот предлог на господинот Павле Трајанов, туку се добива впечаток во последниот период дека се манипулира, се злоупотребува парламентарната демократија во Република Македонија. Собранието некако се повеќе станува арена за бркање на теснопартиски интереси, политички поени, наместо да се почитуваат законите, правата, би рекла, правото и деловникот на собранието, се повеќе се оди на една нова тактика која што е наметнува опозицијата, да се злоупотреби деловникот, да се злоупотреби позицијата на пратеник и се во функција на остварување на некои други теснопартиски интереси и цели. Интересно е прво да му се постават две прашања на господинот Трајанов, зошто вчера тој одлучи да не дојде на собраниска седница и покрај тоа што законите беа ставени на пленарна, за да го предложи тоа што сега денеска го дава како предлог закон, да го предложи на пленарна седница како процедурална забелешка и евентуално на таков начин да издействува наместо по скратена постапка овие закони додат по редовна постапка, бидејќи секој пратеник има право во текот на пленарната седница да дава одредени своји сугестии и така натаму. Значи, интересен, индикативен е моментот што Павле Трајанов воопшто не се појави вчера на седница, значи калкулирал со тоа што ќе биде и како ќе биде со законите. И второ, она што би рекла е пострашно е што пратениците очигледно или конкретно тој пратеник не ги знаат деловничките одредби. Член 144 од деловникот на собранието е јасен во делот на тоа како се постапува во случај кога предлог законот не е прифатен и кога се прекинува, односно се запира законодавната постапка. Во таков случај се вели дека во рок од 3 месеци не може истиот предлог закон повторно да влезе во процедура.
Ако тоа важи за закон за редовна постапка, каде што имаме нели 3 читања, во втората фаза на читање, ако се прекинува, значи ако пратениците одлучат дека нема потреба понатака да се гледа предлог законот, бидејќи не е прифатлив, ако во втора фаза може да се прекине законодавната постапка и да заврши, и потоа не може во рок од 3 месеци повторно истиот предлог закон да се носи, тогаш што останува со закон кој што е изгласан од парламентарно мнозинство против, дека не го прифаќаат претениците. Парламентарното мнозинство не го прифаќа, не ги прифаќа тие закони. Така што по аналогија, ако ова се однесува на прекинување на постапка и без право повторно истиот предлог закон да иде во процедура, тогаш уште повеќе член 144 важи за закони кои што парламентарното мнозинство ги отфрлило, ги одбило.